колега Басри Бајрами, точно рековте влада на пазарење, а не влада на народот. Со тоа се согласувам. Меѓутоа, начнавте еден момент кој што сметам и морав да го дополнам, а тоа е рековте како оние кои што се прокламираат за проевропски сега ќе ја прогласат оние, токму оние кои ги спасија од алтернатива, дали ќе ги прогласат за антиевропски. Овде мораме да поразговараме од теоретски аспект за оно што ни се појавува една инфлација од користење на поимот проевропски. И да погледнеме кои зборови се изведуваат и која е стратегијата која што ја користи оваа влада, коалицијата на СДСМ и ДУИ, за да се рекламира самата себе си како проевропска. Во суштина не е влада која што е проевропска, туку сосем спротивно, влада на коалиции, влада на преговарање, влада на пазарење. За жал, ако е проевропска, треба со себе да предизвикува европејство, треба да предизвикува европеизација, што значи прифаќање на европски вредности. И треба да правиме јасна разлика помеѓу вредности и норми. Нормите важат во одреден момент, вредностите се вечни. Вредностите, клучните вредности на Европската унија се демократија, слобода на говорот, слобода на движење, економските слободи, еднаквост, транспарентност и така натаму. Меѓутоа, она што е клучно и која прави разликата, кога се промовираат европски вредности, има практично два начина за промоција на европски вредности. Едниот начин е така наречен инклузивна промоција, во кој што европските вредности се градат за сите, затоа што демократијата е за да се слушне гласот на народот и економските слободи треба да бидат за сите, а не само за определена политичка елита, луѓе блиски или од семејствата на владини функционери. И таа промоција на европски вредности се нарекува инклузивна. Постои уште еден начин на промоција кој што е многу близок до оној кој што го практикува СДСМ и ДУИ, тоа е така наречена ексклузивна промоција на европски вредности, во кој само промоторот е во право, а сите други грешат. Меѓутоа реков, која што е близко до нивната, а не е нивната. Нивниот начин е елитна, ексклузивна промоција, која што е полна само со една работа, а тоа е балканштина, затоа што пазарењето и купувањето како да се на пазар на министри, заменици министри и разрешување без ниту еден аргумент нема никаква врска со демократија, никаква врска со транспарентност, никаква врска со слобода. Наместо европеизација, само балканштина од страна на СДСМ и ДУИ.